Почитувани колеги, денешната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз е празен обид за да се отргне вниманието на јавноста до вистинската афера од големиот скандал Надеж, во кој лично е вмешан претседателот на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски. Денеска во име на СДСМ се обрати Игор Ивановски, кој е истиот оној кој пред една недела излажа јавноста дека аферата Надеж е тешка само 50.000 евра. По 2 дена него лично го демантираше Црвенковски, кој по објавувањето на целата документација за аферата Надеж призна дека станува збор за 340.000 евра. Веројатно станува правило во Социјалдемократскиот сојуз, кога треба да се лаже, да се манипулира, да се навредува, тоа да го прави Игор Ивановски, во народот познат како Шема. Ние, за разлика од СДСМ, говориме со факти. Почитувани колеги од Социјалдемократскиот сојуз, станува јасно дека сакате да избегате од вистинската афера Надеж и од фактите за кои што постојат непобитни документи. Сакате да избегате од фактот дека дадовте државни пари за партиска стратегија. Сакате да се заборави дека секоја страна од вашата партиска стратегија чинеше 3400 евра од парите на граѓаните. Јавноста дозна дека на некој од страниците имаше по една, две или три реченици. Сакате да избегате од фактот дека работите на насилна промена на демократската волја на мнозинството на граѓаните. Фатени сте живи како креирате лажни невладини организации кои ги користите за напад против власта. Вие не сакате да се дознае дека сакате да корумпирате медиуми. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз, за да избега од аферата Надеж, пробува преку апсолутни конструкции и манипулации да обвинува без никаков доказ. Целата пресконференција на Игор Ивановски Шема се сведува на манипулации и шпекулации. Кого сакате да излажете? На граѓаните им е смачено од вашите празни муабети. Но почитувани, за волја на вистината, сакаме да повториме дека ВМРО ДПМН не работи транспарентно и одговорно. Секако дека на институциите им стои и им стоела можност да испитаат целата состојба. Ако се утврди било каков сомнеж за некого, ќе се сноси и одговорност за својата работа. Но прашањето е дали СДСМ ќе побара казна и одговорност од Бранко Црвенковски за документираните и конкретен случај за аферата Надеж, за сите сплетки во која внесува и нивната партија и Република Македонија.